Татко ми има едно омилено јадење, кога бил мал, баба ми Митра многу често му го правела. Денес ќе пробаме да го направиме, се состои многу едноставен рецепт. Вариш компири, сечеш пиперки од туршија, сето тоа на крај го препржуваш. Бидејќи е лето, ние ќе го модифицираме малце рецептот, па ќе направиме компири со зеленчук. Што ни треба? 2 компири се доволни за двајца. Убаво ќе ги измиеме, бидејќи нема да ги лупиме. И ставаме во едно тенџере и ставаме вода доволно колку да ги покриеме. Од прилика 15 до 20 минути треба да се варат на силен оган. Како ќе знаеме дали се готови? Многу едноставно. Земаме едно ноже или вилушка или чечкалица, што и да е, и ќе ги боцнеме. Ако лесно влегува ножот или вилушката, тоа значи дека се готови, меѓутоа ако почне да се распаѓа, значи се преварени. 15 до 20 минути. Го ставаме на оган. Го покриваме компирот, нема потреба да се брзаме, имаме 20 на минути, земаме едно тавче, почнуваме да стецкаме зеленчук. Една пиперка, како за почеток, нели бидејќи немаме пиперки од туршија. Малку кромитче. За да не ни се распадне додека сечеме, може да ја ставиме оваа страна неисечена. И вака е поедноставно. Со морковот може да направиме една финта. Ова обично го користиме за лупење, меѓутоа може да го искористиме исто така и за сецкање. На почетокот само ја лупиме кората и потоа се што ќе излупиме го ставаме во тавчето. Гледате како се прават како лентички. И за на крај ептен јако да го направиме јадењето, може малци и колбас да исечеме. Малку масло за јадење и ова можеме слободно да го ставиме до компирите, меѓутоа уште нема да го уклучиме, бидејќи имаме време. Да го неутрализираме малку силниот вкус на колбасот, ќе направиме таратур. Што ни треба? Едно тањерче, една краставичка, малце ќе ја сецнеме и рендаме. Сега тука ќе има малце вода, затоа ќе земеме сварачето и силно ќе стиснеме. Водата ќе ја фрлиме, а остатокот ќе го вратиме. Сега малку да го зачиниме, ќе ставиме сол, малку лукче, малку орегано, маслиново масло и една убава павлака. И за на крај малце оревчиња ќе земеме, чисто како декорација. Таратурчето е готово. Може сега да ги почекаме компирите. Сега ќе ги боцнеме малце компирите да видиме дали се готови. Измеѓу ќе уклучиме ринглата за да се пропржат зеленчукот и колбасите. Ајде да видиме. Опа, што го крчкаат. Таман. Можеме да го изгасиме тоа. Компирите ќе ги изладиме 2-3 пати со ладна вода, да можеме да ги сечеме одма. И сега што правиме?
Земам еден, нели се договоривме, не ги лупиме. Треба лесно да се сечат. Го сецкаме на пола. Па уште еднаш, на четвртинки. И на големи крупни парчиња по тоа. Откако малце ќе се запржи зеленчукот и колбасите, ги ставаме и варените компири и неколку минути пропржуваме на силен оган. При крајот останува само малце да го зачиниме. Малку сол е доволно. Меѓутоа, ако сакате да експериментирате, пробајте да ставите малку кари. Многу добро оди со компирот. Е, сега го сервиравме јадењето. Го ставаме температурчето. И сега последниот пат кога бев во Промес ми кажа дека имаат еден нов производ. Тој е кашкавал. Сакам да направам еден експеримент. Ќе го изрендаме врз компирите, мислам дека ќе дојде одлично. Леле, што? Како ќе се растопи сега од топлото? Мераци. Јас ќе си пробам. Малце компирче, малце колбасче. И кашкавалчето возгора, совршено. Уживајте и вие.